Председател, ви благодарам на добрата волја која ја покажавте сега и ми дадовте збор да зборувам на Комисијата за европски прашања. Повторно ќе кажам, ви благодарам на добра волја. Кога станува збор за сето ова и почитуван заменик министер сега пред малку што спомнавте, има таму една ставка и други подрачја, а овде во овој амандман убаво се дефинираат и населените места и местата кои се извор на приходи за локалното население, како што се земјоделско земјиште и туристички локалитети. Во ред, туристичките локалитети постојат, но земјоделското земјиште и така не постои во тоа уредување. И сега што правиме ние? Со самото тоа што дозволуваме ваквото законско решение да пројде, знаете како, Република Македонија со вкупна површина од 25.713 километри квадратни имаме, замислете, негде околу 2% од вкупната површина на Македонија да е земјоделски обработлива површина. И сега таа обработлива површина, наместо да се сконцентрираме и насочиме во правец на тоа да се стимулира населението, да се обработува, посебно во овој период на економска криза која ја имаме и на крајот ќе имаме и прехранбена криза во државата, како тргнало со власта предводена од СДСМ ДУИ, наместо да ги правиме тие стимулирања, да се обработува и како малку земјоделското земјиште кое го имаме, ние овде со вакви предлог законски решенија дозволуваме ова земјоделско земјиште да биде пренаменето за нешто друго со кое би се спречило обработката на ова земјоделско земјиште. Да, почитувани колеги, со ова законско решение ќе има можност за такво нешто. Злоупотреба. Злоупотребата нема да биде прв пат да се случува и ќе напоменам, ако може денес да се злоупотребува овде со правецот на тоа, да си ги донесите експертите овде, да зборуваат во ваше име, а ние кога повикуваме експерти да учествуваат во активности на комисии, да бидат избркани од оваа просторија, други простории да одат, навистина не ја гледам овде рамноправноста и вашата добра волја која наводно во јавноста ја кажувате, а всушност ние практично не ја ни гледаме овде. Ви благодарам многу.